Вечерашнава емисија ќе биде посветена на партијата Родина Македонија, структуралната организација, организирање и формирање на новите општински комитети, како и реевидентирање на членството постоечкото и новите заинтересирани членови. Вечерова покрај мене Владимир Трајковски, член на претседателството на партијата Родина Македонија, се и Зоран Јованчев и Томче Ширков, исто така членови на претседателството на партијата Родина Македонија. Добро дојдовте, Зоки и Томче. Како што најавивме во емисијата, ќе продискутираме за актуелните состојби во нашата партија и ќе продискутираме за сите активности кои ги превзимаме во изминатиот период и во идниот кои ќе се превзимаат во правење на инфраструктура, значи креирање на општински комитети, подготовка за престојните локални избори кои следуваат во октомври месец. Пред да започнеме со објаснување на начинот како ќе се формираат сите тие структури, чисто информативно, веќе кога сме собрани тука, да дадеме една куса информација која пренесовме преку социјалните медиуми за судскиот спор кој што го имавме со еден дел од наши бивши поранешни членови и луѓе кои што се представуваат дека се наши членови, а воопшто никогаш не ни биле. Како председавач би те замолил тебе први на Зоки, ти да им ја дадеш основната информација околу тоа каков е резултатот од тој судски спор кој траеше некаде повеќе од 4-5 месеци, кој заврши за среќа во наша корист, и кои се идните чекори кои ќе бидат превземени во заштита на брендот, на името Родина Македонија, на сите документи кои што не се во наше владение, а треба да се вратат. Како ќе продолжи таа постапка? Добро вечер и од мене. Ние во суштина го браневме колективниот концепт на одлучување во Родина Македонија. Тоа е нешто што беше првичниот договор како да се организира една нова суверенистичка организација, каде што колективот е над поединечните индивидуални интереси, за да не може да дојде до злоупотреба на позиција од било чија страна. И се активира токму тој механизам, за жал со првиот председавач. На 2 септември председателството после добиени информации дека зад грб на голем дел од нив се организира прво конгрес, па собрание, па централен, па се собирале податоци, матични броеви од членови. Донесе одлука сосема легитимна, со 11 од 12, значи не беше тесно мнозинство, да се замени председавачот, и тој е механизам што Родина го имаше вградено во статутот и сосема чисто, без никакви проблеми, мислам, законски се поднесе таа постапка во суд за да дојде до промена на председавач. Председавачот стариот ја оспори таа судска одлука со тоа што поднесе документација дека се организира централен одбор и судиката за наша жал ги спои тие два процеси што не се споеви, затоа што тоа е внатрешна работа на партијата. Но апелација тогаш пред 3-4 недели ни стигна нејзината одлука, убаво го објасни и тој процес на централниот одбор. Од прикажаните 50 членови кои што наводно учествувале на тој одбор, само 11 се валидни кои што се регистрирани во суд. И со тоа заврши постапката, тоа за гледачите сигурно и не е интересно, а за нас во суштина е суштински важно, затоа што не дозволивме да се злоупотреби позиција, дури и председавач, што е малку повисока позиција, за да се напушти тој концепт на колективно одлучување. И како што е честно, после сите тие внатрешни превирања, кои што за мене се и нормални, секој кој што сака да порасне, мора да биде, да има проблеми, да биде сопнуван, да ги прескокнува препреките што се вели. Тргнавме кон ажурирање на членството, да видиме колкав дел од таа наше членство не прифаќа нас и односно го прифаќа нашиот начин на работа, и продолжуваме со организирање на општинските и задграничните одбори,
каде што повторно тој колективен начин на одлучување во председателството се пренесува и на локалните единици и на задграничните. Зашто е тоа така? Затоа што нашите искуства кажуваат дека не само сега со политичките партии, него и во минатото организациите македонистички се превзимани и целосно поместени од нивната македонистичка позиција од надворешни фактори. Кога го правевме статутот, еден од основните принципи и суштински елементи што се разгледуваше, дека ние секако ќе имаме удар од надвор во насока на превземање на организацијата и затоа го смисливме тогаш тој колективен механизам. Има уште еден механизам кој што не е интересен за публиката, но тоа е внатрешна работа на Родина, каде што се зачувува идеолошката чистина на партијата и правецот кој што си го фатила самата организација. Поучени од тие искуства и од сите предавства, еве овие неколку децени што се случуваат со политичките партии, 2/3 во собранието за промена на име. Која политичка партија го има во програмата промената на името? Еве, тоа да се запрашаме. 43-5 колку се на број, која во својата програма го има понудено промена на името во политичката програма и за тоа да добие легитимитет од гласачите? Ниту една. А направена е промена на име со 2/3. Тоа е комплетно, значи, превзимање и изместување на организациите од нивната изворна определба. Родина е таква една пргава народна организација која што се крена буквално од народот, не поддржана од никого. Мислам дека држиме рекорд. Година и пол, ајде да не го рачунаме на година како иницијатива, што не е пренесена ниту една информација на било кое јавно гласило, иако редовно се праќа, веќе не ни праќаме, не, целосно го исклучивме тој окупиран сектор јавен и идеме преку алтернативните медиуми, информирање за сите наши активности. Значи, во тек се неколку активности, ажурирање на членство, повик за формирање на општински одбори, задгранични одбори и повик за донација. Нашата цел е да функционираме на принципот народот да си ја помага оваа организација, да не зависиме од олигарси и било каков друг надворешен фактор. Тој концепт, значи тој правец во овој момент се зачувува и затоа сега, да кажеме, почнуваме со серијална емисија, каде што ќе го објаснуваме целиот тој пат на одење на партијата и ќе комуницираме и со јавноста, прашање по разни теми, објаснување на програмските цели, задачи, идеологијата на Родина и така натаму и така натаму. Буквално ќе вклучиме и сите наши членови, симпатизери и поддржувачи во креирањето на програмата и на целата комплетна идеологија. Томче, како што и брат Зоки кажа, тоа системско бойкотирање на Родина Македонија од големите медиуми, така наречени големи медиуми, е еклатантен пример дека конкретно само Родина Македонија е под ембарго. Значи, не само на владеачките, не само на медиумите кои се контролирани од владеачката партија, туку и на така наречените опозицијски, проопозицијски медиуми, кои што по дефолт би требало да ги пренесуваат ставовите и активностите на секоја друга опозицијска политичка партија, без разлика дали е стара, нова и дали е парламентарна и вонпарламентарна. Симптоматично е што, например, на сите медиуми секојдневно гостуваат други така наречени вонпарламентарни партии, од Родина Македонија нема ни трага ни глас. Очигледно е дека стравот конкретно на двете системски најголеми партии во Македонија доаѓа конкретно од Родина. Токму тој пример на бойкотирање на нашата програми на нашата партија, значи дека тие сериозно се загрижени, уплашени од можниот отираст на нашата партија. Кој може се да стане член на Родина Македонија, Томче, за гледачите да објасниме и како оди процесот на зачленување, каде треба да се обратат, каде треба да не исконтактираат. Значи,
ако можеш во кратки црти да не го обясниш целиот тој процес. Значи, прво би се задржал на моментот на условно кажано бојкот и класично елиминирање, да не постоиме воопшто, да не нема никаде. Тоа не е ништо чудно. Значи, може би е чудно затоа што Родина е сепак партија, инаку биле игнорирани и бојкотирани други организации, меѓутоа сепак тоа биле организации. Сега не навлегувам за другите партии, меѓутоа многу е логично дека они ќе се обидат да не бојкотираат и да воопшто едноставно не игнорираат, не сметаат за живи. Зошто е така? Затоа што наводно сме биле многу мали, она па колку и да сме мали, може би има нешто интересно да кажеме. Меѓутоа во почетокот беше мали и се полека сваќаат дека веќе не е така мали, меѓутоа се продолжува затоа што луѓето имаат сватено дека луѓето што се занимаваат со мас медија дека и лошата реклама е реклама. Никој направи таа грешка, некој кажа лоши работи за нас како партија, уште кога бевме иницијатива, за мене лично како човек и сватија дека и тие лоши зборови што ги кажа направи реклама. И сега затоа тргна на тоа да комплетен игнор на системот, нема длабок игнор стиснато, да не игнорираат, меѓутоа повторно тоа е предизвик за нас и така да ние повеќе се ангажираме на алтернативните медиуми, меѓутоа и жив контакт. Еве, на пример, кој човек да го сретнам, бидејќи валја во општествениот дискурс најглавни се тие теми, што е како страдаме, како етноцид се врши, како исчезнува Македонија, како тоа. И ја им велам луѓето сакаш ли да не биде тоа така? Па да, фала Богу, ама ние немаме сила. Не викам, имаме сила како немаме. Ама не, тоа здружение не брка нешто, партија нас не треба, имаме партија. И да бе, стварно, ама како да имат подзаборавено, Родина партија, ама народна сите обединети, да, сите обединети. Сега, кај е главната финта? Ја имам тука едно прашање, може да го конкретно... Да, кој од гледачите, гледачите тебе ти е пратено лично. Затоа ја ги групира вака во групи, сега ќе го најдам. Значи, не е конкретно за нови членови, меѓутоа кореспондира. Вели, што ќе се случува со исклучените членови и што со сите патриоти кои размислуваат слично на вас, а не се членови на Родина Македонија? Интересно прашање. Може би малку тенденциозно, ма ако мене такви каприциозни, конкретни прашања се, првото е малце потака специфично и би требало да се разјасни. Значи, што се случува со исклучените? Прво да кажам дека се исклучени 4 членови, еден е такава процедура на исклучување, беше нива му, нита му не беше човекот јасен. Валјда мислам дека кајде ќе биде совршено со него процедура. Значи, станува збор за 5 луѓе. Не се ни 500, ни 5000, значи тоа се 5 луѓе. Сега, сите останати кои што условно кажано биле нивни симпатизери, нивни поддржувачи или како што во коментарите пишуваше се оладиле. Значи, они може би се оладиле од мене, од тебе, од Зоран, ама не се оладиле од идејата Македонија спасна, Македонија вечна. Значи, тие сите кои што биле заинтересирани се оладиле, слободно, вратите им се отворени, може да си дојдат, да си бидат членови, да предложат идеи, да предложат сугестии, да донираат средства, да помогнат во работа, и во физичка, и во било каква ментална, биолошка, да бидат едноставно присутни и така натаму. Сега што се однесува до останатото членство, многу луѓе, гледам интензивно и забрзано, се ажурираат, дури луѓе кои што не ги познаваме. Ја, например, гледав дома со сопругата, гледавме со пријатели, со членови од Родина, кој е овој, кој е тој, кој е, голем дел не ги знаеме, ама ете луѓето си се ажурираат и сакаат да бидат членови на Родина. Многу луѓе поделивме и за повозрастната популација, постарите генерации, кои што милуваат повеќе хартиена, условно кажано хард копи пристапница, вела дај ми мене две, дај ми стек дека што сум отишол, например, да дадам за едниот брачен другар, за пријател, за роднина, тетка, стрика, ово и оној, вели остај ми мене, остај ми две, остај ми три, што кај мене реално буди поголем интерес. Значи, приоѓањето е многу едноставно, многу лесно. Може тоа да го направат електронски, може да го направат тоа писмено, може тоа да го направат со хартиена пристапница, хард копи, може тоа да го направат било кој контакт, било кој од нас, не са од нас 10 души, 12 од председателство, било кој кого го познаваат од Родина. Нека пишат било каде, на Телеграм, на Фейсбук, на Вајбер, јас сакам да контактирам, сакам да бидам член. Слободно може директно да дојдат во канцеларија, конкретно во канцеларијата во Карпаш 4 во Убавиците. Секој четврток е ден за симпатизери и поддржувачи.
Нека дојдат, нека земат не само за себе, нека земат за секој што е заинтересиран. Родина е отворена партија. И што е многу битно, не гледаме ние само, и ова е многу битно да објаснам затоа што многу луѓе викаат, ама сепак партија, или на пример има ситуација каде што сум понудил на едниот брачен другар или на едниот пријател, седиме во ресторан, не знам, тројца пријатели. И сега јас ке извадам, имам две пристапници, им дам две пристапници и третиот вели, ја ви потпишувам партија, знаеш, партија си партија, не ќе му партија. Зошто не сакаш во партија? И вели, па знаеш, партија, секој пат партија како избламирала, изневерила, партија е нешто прљаво, политика е и тие финти. И меѓутоа, да појаснам за гледачите, значи Родина е партија само затоа што едноставно мора. 21 век. Ние не можеме сега да правиме, не знам, револуционерна организација со пушки, со динамит, Гвадалкивил, да го разнесеме. Второ и основно, ние немаме друг вид на сила, ние да имаме, не знам каква е, економска сила, да е наш Google, што би рекол премиерот. И ние да го хендламе Facebook, може другачи ќе постапиме. Меѓутоа, ние мораме да бидеме партија. Партија е само формата, а суштината е организација. Возобнова на Организацијата за спас на Македонија. Кога велам организацијата, идеолошка организација, под организација подразбирам и ВМРО, меѓутоа и МОРО, и ТМОРО, и ВМОРО, и АСНО. АСНО може би пред се, затоа што е највака еминентна, најтемелот го има удрен АСНО. Да не ме свати некој погрешно дека ние сега нешто ултра десно, па ВМРО, ТМОРО и МОРО, него буквално и јасно. Организација за возобнова на Македонија, македонци, македонско. Затоа што ние се поголем дел од луѓето заинтересирани малку за ситуација и за опстојот на Македонија, македонци и македонско, велат да, се тоа убаво, ама ја не се занимавам со политика, мене не ме интересира политика. Мене колку не ме интересира лично политика. Тоа е нешто неверојатно. Значи, тоа го имам повеќе пати објаснето. Полиетикос. Значи, полис, тие глупости, тоа објаснување на политиката е многу не држи вода, тоа е на плитко, линеарно објаснување. Ако одиме ние на длабокото, квантното објаснување, полиетикос значи со повеќе етики, повеќе личен, со повеќе лица. Тоа е политичар. Јас може би сакам да се занимавам со општествена работа, со општествено корисна работа, ментална, не физичка. Општествено корисна работа, просветителство, будителство, јакнење на идентитетот, јакнење на меѓутоа во Родина го препознав овој момент, дека има многу луѓе што резонираат како мене, вклучително и јас еве двајца овде присутни, кои што ние како организација работиме на зачувување и возобновување и унапредување на се она што е македонско. А кога ќе речат политика и партија, тоа што мора, тоа е формата, мора да има рамка. Некој да спакува. Не може, знаете сега, например, како да објаснам, политичкиот систем или општествениот систем, државата признава организирани ентитети. И сега, например, ние сме пробували и движење Бойкотирам, и СУМ, и кај да не ги наведувам, и сега, ама кои сте вие? Ние сме здружени. Добро, фала, пријатно. Поднесеш до Уставен суд, кои сте вие? Група граѓани. Добро, одбиено. Група граѓани. И се извинувам на гледачите што го потребам тој термин, ама буквално те шетаат по тавани. Кој како знае и уме. Ако бидеш партија, веќе е друг односот. Сега, исто многу битен момент е што секој ден, ако гледате, повикуваат луѓе. Ајде, браќа, да се обединиме. Ајде да се обединиме. А никој не нуди концепт. Еве го концептот. Ама ние сме обединети. Значи, сите што го сакаат ова сонце, 16 зрачно сонце, што ќе застанат под него, сите што се за Македонија, македонско, македонци, сите што се за опстој на нацијата, македонска нација, после може да објаснам што тоа значи. Некој не имаше прашање дали сме националисти. Да, ние сакаме возобнова и уцврстување во темелување на нацијата како сите нормални, како германската, француската нација. Нема сега да се враќаме у 17 век на етноси, етницитети, што ќе бидеме ни групи, етнички групи. Значи, партија е рамка. И кога ќе речат да се обединеме, обединети сме. Дојдете сите, готово, отворена е Родина, отворена буквално народна партија. Секој, буквално секој има право. Тоа е една работа, и втора работа која, знаете, има обиди за да се вратиме са 100 чекори назад. Не може партија да се обединува со поединци. Тоа е добро, меѓутоа како ќе се двајцата поединци и Родина ќе бидат обединети, во што ќе бидат обединети? Се знае, поединците приоѓаат на партијата. Здруженија приоѓаат на партија. А ако во иднина
се најде модалитет, ја се надевам, ние работиме интензивно на тоа, да се обединат партии во коалиција, тоа е супер. Тоа ќе биде коалиција. Предизборна, за национален спас, национална коалиција. Меѓутоа ние сме обединети. Секој што е за Македонија, автоматски е и поддржувач на родина. Секој кој што е за возобнова и воскрепнување, воздржување, за јакнување на нацијата, он е автоматски родина. Секој кој што е за тоа, за трите не, он автоматски е родина. Сега прашање на модалитет и прашање на чиста механика е дали ќе потпише, дали ќе кликне тамо на интернет или ќе донира 1000 денар или кај знам whatever. Поентата ми е дека ние не можеме да се враќаме 100 чекори назад, секој ден да се обединуваме и не можеме да се враќаме 1000 чекори назад. Браќа, дојдете кај мене, ќе се најдеме у кафана, ние ќе тргнеме. Епа сега. Тука една суштина ни бега. Значи не е проблем обединувањето, колку што е проблемот способноста на организациите да мобилизираат огромни маси на народ. И тука имаме суштински проблем, значи обединување на 1, 2, 3, 5 души нема веќе ефект и во суштина треба и самиот народ веќе наш македонски полека да се трга од ја ги викам умрени матрици евроатлантски, од умрената матрица дека ние ништо не можеме сега да направиме со името и така натаму. Не, све можеме да направиме, ние сме мнозинството, македонскиот народ, 98%, живееме слично, во слични услови, 2% елита, која што го дели тоа 98% на многу делчиња и со нас владеат. Затоа родина се издигнува на тие поделби и таа есенција. Значи, таа говори за родот. Во родот се родителите наши, така. Прародителите, нашите предци. Мора да искажеме почитување кон нив. Во родина, во родот ни се новороденчињата. Рожбата што се вели. Еве сега се нападнати со неолибералната сексуалистичка идеологија за која што ние со години говоревме дека ќе чукне на наша врата. Ние ни говорија дека тоа е теорија на заговор, за да лани ми пристигна Ливчан, не знам да подлани или преклани беше, се не се сеќам. Море пред 2 години. За едно од децата каде што е заведено родител 1 и родител 2. Тоа е пораз за македонскиот начин на живење и сваќање на животот. Затоа што ние како македонци стално сме нагоре, према сонцето. Не го прифаќаме западниот модел да гледаме надоле према земја. Односно, ја почитуваме земјата, ја газиме, но нашите погледи се нагоре. И имаме ние повисоки принципи. Не може све од запад да се протурува од запад и се прифаќаме све. Голтаме и се од мали ќе ги учиме машкото да биде женско, женското да биде машко. На тие години детето што сакаш ти можеш да му влиеш, тоа е ранливо и можеш да го манипулираш у било која позиција. Затоа родина е есенцијата, не е политика. Живот, обстој на овој народ. Не случајно во Русија се случија тие уставни промени што председателот Путин ги спровоцирани токму од да, зашто он ја виде силата што доаѓа, затоа што и тоа општество ќе има проблеми со напад на традиционалните и универзални вредности се тие. Значи не се тие традиционални вредности нешто застарено, така се представува во пропагандниот простор кој што е јавен сервис комплетно ставен, значи во таа улога. Значи тоа не се само традиции, тоа се универзални вредности, кои што секоја нормална единка мора да ги почитува, треба да ги почитува и да живее по нив. Затоа што ние сме гости на овој свет, ние не го креиравме овој свет. Ние мора да ги почитуваме. Се креира еден класичен апартхейд. Затоа што волјата на малцинството се наметнува во мнозинството. Јас не верувам дека има повеќе од 10% луѓе во нашата држава, па и во светот било каде, кои би се согласиле да има таква измена место мајка и татко да биде родител 1, родител 2 и да се учи тоа што министерката Саровска го понуди пред недела дена, 2 недели, значи промена на полот, да може секој дете да се чувствува нели како сака. Едноставно е напад врз мнозинството граѓани.
Значи, како што кажа ти брат Зоран, дефинитивно Родина Македонија не е класична политичка партија, тоа се гледа по примерот што конкретно за сега актуелниве теми околу задолжителната вакцинација која ни се наметнува полека, тропа на врата, ниту една од парламентарните партии, вклучително и левица, можам да кажам, па и вон парламентарните, немаше став изграден околу правото на избор на здравство, каков вид на здравство ќе примиме и правото да бидам вакциниран или не. Или едноставно да имам увид што ми се нуди. Значи не амблок се што ќе ти се пони да го прифакаш и да бидеш боцкан. Само Родина Македонија, брат, извини што те прекинувам, има конкретен и јасен став. Правото на избор за вакцинација. Нашиот став во континуитет е јасен и тој се подпира токму на тие универзални вредности. Така. Значи не може вакцината прво на тебе да се тестира, да не го помине тој период на тестирање кој што е нормален во здравствениот дел, значи. На Pfizer вакцината првото тестирање е населението. Значи не помина ни тие тестови. Така, лабораториски тестирање и животни. Нус појави и така натаму, не ни на животни тестирање. Значи, прво на кое што се применува е човек. Јас сум работел, например, у производство на храна. Там има ХАСАП стандарди. Тоа се толку строги стандарди за тоа што го внесеш во уста да не те отруе. И треба да ги почиташ, значи, од почетокот до крајот на процесот. За една вакцина што ти влегува директно у телото, да ти се вбризгува, да нема основни протоколи за безбедност, е страшно. И да нема, што е многу важно, ние не сме антиваксерите, толку една ретардирана поделба што ја форсираат, тоа не се медиуми, тоа се Гебелсови пропагандни шеми. Така, пропагандисти. Значи, комплетно целиот простор е завземен и комплетно се прави дефокус на целата јавност. Значи, ние не сме антиваксери. Треба да се помине низ процедура на безбедност, за да може да се примени на населението. И да се има право на избор. Секој да си одбере дали ќе се лечи со вакцина, со природен лек, дали ќе се лечи на друг начин и така натаму, и така натаму. Тоа е право на избор. Каде отиде таа демократија која што ние ветува со децени, дека треба све да продадеме обществено, државно, дека ќе дојде приватизација, европската демократија, западна демократија, право на избор, право на ова, право на она, право на дискусија, и одеднаш враќаат назад. Не, ова е едноумие полошо од комунистичкото. Од комуњарското, затоа што комунистичкото беше урнато од една друга каста. Комунисти се луѓе кои што се борат за идеали. Ја ги почитам многу. Значи, имаме ние стално сите сфери како што имаме ВМРО-вци и врховисти, така имаме комунисти и комуњари. Комуњари што злоупотребиле комунистичката идеја и врховисти што ја злоупотребиле ВМРО-вската македонска идеја. Мора да се издигнеме на сите поделби. Значи да го вратиме здравиот резон во дискусијата, размислата и действието на сите институции. Мора да се врати здравиот разум. И правото на избор, значи слободата на единката. Слободата на единката е над се. Над се. Никој, ние дури и од програмските цели тоа го имаме утврдено. Значи јасно и гласно, нема двосмисленост. Нема ние се збориме од позиција на вон парламентарна и кога ќе дојдеме во власт се однесуваме исто како претходните. Ќе чекаме некои нови генерации да дојдат до нови генерации. Вратат името, ќе бараме 83 пратеници за да покренеме постапка за такво нешто. Денеска имаше Томче еден интересен статус во на социјалните мрежи и во медиумите каде што две девојки, Александра и Ангелина, така чинам дека беа, најверојатно за да добијат некакво државно вработување, се пишале под квотата албанска националност. И реакцијата на системските партии, поточно организации, беше дека секој има право да се каже, нели, како се чувствуваш. И како доаѓа тука веднаш они во контрадикција. Значи, можат да бидат сите, нели, албанци, не знам што, а не одидат македонци. Македонци, да. Односно има Бучковци, завчера искочи
Значи, се лиферуваш информација дека буквално анблок се што Заев не успеа да испреговара со Борисов и со нивната министерска за надворешни работи, Бучковски експресно си го дал така, без да се консултира со никого. Кажи ми, Томче, што мислиш ти, до каде ќе одат значи властодржците со таа нивна дрскост и со тие нивни одлуки по штета на македонскиот народ? Ова што се случи денеска конкретно со протестиве за убиството на Смилковско езеро е само еден црвен картон кон таквата политика, независно од тоа што јас не го поддржувам таквиот начин на протести, бидејќи протестираат за луѓе кои што се осудени за повеќекратно убиство на деца. Значи, Заев дојде на власт буквално со ветување дека ќе ги откриел наводно вистинските извршители на тоа грозомно. Да, 5 биле, даваше ги дури слушал детали. телефонските разговори, се работи за убиство на деца. Значи, само во ненормално општество може да помине ова. Точно. Во целосно ненормално општество. Тоа е толку сензитивна тема и треба да се внимава. Апсолутно. Секој збор што се изговара, веќе тој човек за специјална, одамна е за специјално надгледување. Значи, не можеш, обвинител треба да го повика. Ако ништо друго, се работи за деца. Така да ги кажи информациите што веќе Информации. ги... И тука најверојатно се штитат некои елити од албанската националност кои што имале сударни интереси и така натаму. Така ние осознавме од кажаните зборови. Денешните протести насилни се доказ дека веќе таа негова политика не држи вода. Тоа што го ветувал веќе луѓето на кои што им е тоа ветено барат испорака на сите. Апсолутно. Затоа ќе биде барано испорачање. Да, Томче, да, затоа ги спомнав и со Бугарија ветувањето кој што ги има дадено на Бојко Борисов, тиранската платформа и ваквите осетливи работи чувствителни како случувањата со Смилков. Претходно кога спомнавме вакцините, така да не идеме во подробности, так. Основата на тој условно кажано тој не граѓански, тој селански секаков, меѓутоа тој е општествен концепт, кај кога гледаме општествено, не политички, не државно, него општествено, живиот човек, односот човек со човек, родина го има тој момент, право на избор. Сега, ја ако сакам, не навлегувајќи дали се штетни, дали се здрави, дали ќе се лечам со хомеопатија, дали со лук и вода ќе се лечам, имам право на избор. Обврска на државата да ти обезбеди безбедност така и информација што содржат меѓутоа, еве државата да ме обезбеди најпроверени и сите и руски и кинески, мој избор. Значи право на избор е дали ќе се вакцинирам. Како што е право на избор, дали ќе бидам македонец. Дали јас ќе се сметам себе си за потомок на Александар? Не на Александар, ако сакам ќе се сметам за потомок на Архелај, на Адам и Ева, на Дедо Ное потомок ќе се сметам. Мој лично право е. Јас се сметам за потомок на Дедо Ное, еве, и се што правим. Сега, главната поента е што тоа е буквално му невозможно на македонецот. На македонецот му е невозможно правото на избор. Гледате како реагира за двете девојки, што се многу специфично што Александра и Јана, мислам се. Ангела и Ангела, како беше. И сега тие се пишани албанки и тоа нивно било право на избор. Значи, пак морам да го цитирам сега премиерот, да ми извини ЛГБТ заедницата, секој педер може да се има право на избор. Да биде геј, да биде ова, да биде она. Секој има право на избор да биде, што е нелогичен, налудничав и сулут избор, да биде албанец. Сега кога сме ка изборот да биде, вика, тие има, денеска прочитав наслов на портал, тие го имаат комплетното право на избор да бидат албанки. Значи, прво да разјасниме што значи да бидат албанки. Албанки да бидат значи да бидат државјани на Република Албанија. Затоа што албанец е националност. Албанец етнос не постои. Етносите во Албанија се геги, тоски, мирдити. И словенски етнос има, нели, срби, македонци, муслимани, горанци, што се. Меѓутоа тоа се етноси. Ако идеме веќе на Демос, Лаос, дека тие се здружиле, носите и они формирале народ, пред да постои државата, народот е постои од државата. Кога се здружиле тоските и гегите, или, например, ако сопругот бил тоска, жената била гега, им се родило дете, па не било ни тоска ни гега, и они формирале народ.
И тој народот се нарекува Шкиптар, односно Шкиптари. Значи, има народ Шкиптари, има етноси геги, тоски, мирдити, а националност е албанец. Значи, дали они имаат право да бидат, да промовират федерација? Ако се албанец, да, нека земат двојно државјанство. Или нека се откажат од македонското, нека се земат албанско, нека извадат албански пасош и нека одат, нека работат во Албанија. Значи, точно се подразбира што значи, кој ќе кажем јас, на пример, јас сум по националност германец. Имам германска националност. Имам германски пасош, имам германско државјанство. Што тоа значи ти имаат право да бидат албанки? Што тоа значи? Друго би било они да речат, ние сакаме од овој момент се чувствуваме да бидеме шкрети. Геги. Тоа е друго. Нека им пише таму, пошто гледам сега многу е модерно, етнос да имало лични карти, документи од државјанство. Нека пише државјанство Република Македонија или државјанство македонско, потекло шкрет, потекло мирдит. Fair enough. Меѓутоа, како што таа жена има право на избор, да избере дали ќе биде шкрет, мирдит, марсовец, зулу, што сака да биде, така имам ја право да бидам македонец. И тоа македонец од кога сакам. Не може се никој да ми каже, ама македонец од 44-та. Абе, ако сакам ќе бидам од 80-та. Еве, јас сум македонец од 80-та. Од тоа сум македонец. Тоа се Јас сум македонец од 80-та. Ама ќе си тврдам дека јас сум македонец барем од кога има, дека потеклото етносот македонски, ми е македонски од кога има научни докази и артефакти. Односно 2750 години. Мојата лоза е научно докажано со артефакти 2750 години македонска, може да и 3000, може да и 4. Не навлегувам за митските кралеви, митските кралства, Каран, Кратер. Научно докажано, мојата лоза, јас имам право на избор, цело право на цел свет го имам, да бидам македонец. Кога веќе смена тоа дека демократија, нели ова демократија, социјалдемократски сојуз, демократска партија за националност, все е демократска, така? Чим има демократска жена? Каква демократија е, ние взимам свидетелство, детето коси црти, така. Вадиш државјанство, коси црти, така. Граѓани на. Сите можат да бидат што сакат, само ке нас е измешано, каша попарај. Луѓево не прават основна дистинкција. Што е нација? Што е етнос? Што е демос? Што е лагос? Што е националност? Што е народност? Вака име ошав. А тоа не случајно направено. Тоа е така направено, има и колум напишано, само во најзаваталени средини, каде што веќе не постои општество, не постои земја. Во Сомалија, мислам дека Судан беше таа републиката што одвои од Судан, Туци, Муци, Кандахар, во такви средини. Таму луѓето се уште се делат на етнички групи. Ваква група, таква група. Тоа е племиња со друг збор. Не сакам да се изразам пежоративно, меѓутоа тоа е де факто. Али они и тоа го надминуваат. И самата Африка во 21 век доживува економски препород. Затоа реков, во Кенија на пример не е случај. Во Кенија вие имате, не знам, и тој што е Зулу, и тој што е Масаи Мара, и тој што е, не знам, Куци, како се викат, сите тие заедно, сите се кенијци. Значи, Кенија го надминала, дури Руанда го надминала. Гледав пред некои 5-6 месеци документари за Руанда, знаете какви средени паркови, како се, вика сега веќе не се делиме, вика пред 20 години се колевме со мачети, баш така рече. Руанда има космичка програма. Руанда има надмината тоа во Руанда, вика сега, а добро, вие вика на кој етнос, новинарот го прашува. Европски новинарот, BBC мислам беше. Вика вие на кој етнос припаѓате? Он вика за нас тоа е завршена тема, нема етноси. Јас сум граѓанин на Руанда, јас сум руанданец. Значи руанданецот постанал руанданец, а ние тука да бидеме етнички групи. Томче, ова има длабока суштина со бришење на македонецот, има континуитет и тоа токму од овие западни сили, англосаксонски. Значи воопшто таа политика не е случајна, поготово што се применува на европско тло исклучиво за македонецот. Внимавај кој абсурд. Од Македонија се бара исполнување на некои стандарди за човекови права и така натаму, ностоп не бомбардираат со тоа. А правата на македонците во земји членки на ЕУ се на ниво на, не знам кој збор да го или кој општество да го потребам, на фашизам. Значи основни човекови права немаат македонците во Европска унија, зборам за земји членки во Европската унија. И наместо овие наши политичари
очигледно дека немаат ниту достоинство, ниту морал, ниту чест, ги немаат основните особини со кои што се основа за да се биде политичар. Наместо на европјаните, кога ќе дојдат или кога ќе појдат кај нив, да им го удрат тоа во лице и да им ја кажат нивната улога и нивниот однос кон нас. Ние и они, тоест не ние, тие одат како малтене како пудлички, само чекат кајпчето да им го врзат и да ги шетат по главните градови и да се сликаат како се напиле кафе у Париз, Брисел, Берлин, Минхен, Лондон и така натаму. Значи ние затоа правиме промена на комплетната политика. Тоа е суштината, што викаме, ние не сме политика, него сме движење организација народна. Нема, кој ќе дојде европјанин од тука, прво ќе ја наведне главата. И ќе даде одговор зашто македонците ги немаат основните човекови права, а во нашето македонско општество малцинствата имаат права за кои што европјаните може да сонуваат. И тоа е предност на македонското општество, а не недостаток. Мада една етничка заедница, односно нивните лидери, не говорам за народот, го злоупотребуваат тоа за еден план голема Албанија, позади кои стојат повторно истите сели и така натаму и така. Промена на граници направија на Балканот. Дали знаете што значи промена на граници? Се уште не отцепено Косово, Србија, оно си е составен дел, некои земји го призна, повеќето не го призна. Но дали знаат, они знаат што значи промена на граници? Тоа е крв до колена. Трета светска може да биде. Да. Се може да биде. Па кај се тие меѓународни стандарди? Па има тоа Женевски конвенции, има дека најлошото зло е промена на граници. Најголемото зло е промена на граници. Затоа ние како партија, како нова суверенистичка партија, јасно ние како македонци можеме да се спасиме, односно да си вратиме државата, а тоа е да си ја вклучиме државата во новиот повеќе поларен свет. Кој што неминовно доаѓа. Неминовно доаѓа, луѓе, неминовност е тоа. Живееме веќе, го надзираме постзападниот свет. Они сега живеат, они сега се гледа комплетната декаденција. Ако ние тоа сме го виделе пред 2-3 децении повеќе, поготоа ја почнав да истражувам историја од своји лични побуди и видов која е Европа, дека Европа не е тоа што не учат во книгите, него Европа е нешто друго. Сега се гледа, тоа е сега видливо за секој човек. И не допира веќе, нивната неморалност и декаденција тотална. Тотална декаденција не допира и сега ние, ова родина е реакција на нашиот древен ген македонски. Така може да се свети. Значи реакција да си го заштитиме родот и народот. Реакција родина сакам да кажам нешто, пошто имаше еден коментар ли беше прашање, кој што вели ама родина, добро родина, што родина у смисол како плагијат, односно како што, мислам, ако добро ќе се извинам, ги цитирам примерите, како што единствена Македонија била плагијат на единствена Русија, како што интегра била на селт интеграл плагијат, така ние сме биле плагијат на родина Русија. Сега, прво да одговорам на тоа прашање. Значи, точно ова Зоки што го рече, нешто не е точно, него родина е во основа и во суштина извор на македонска идеја. Затоа што ние многу пред да постои Русија, многу пред кнезот Владимир да пројави формирање на Русија, многу пред да постои Москва, ако сакате, не Русија. Пошто е мало еден, како да кажеме, куриозитет за гледачите што не знаат зборот Москва. Од каде потекна? Значи многу луѓе не знаат дека таму многу време е замрзнато, кога ќе одмрзнат води, се формира еден вид на бара, односно распутица, нема патишта, така го викаат распутица, и таму не се стигало никако. И уште првиот Дионисов поход, нашинциве, тука нема да ги наречам македонци, кои да биле Пелазги, Белазги, Бриги, кога тргнале на така, не зборам од Александар тоа е веќе доцна. Така да. Они кога стигнале таму, имало една голема распутица и огромна блато. И требале да стигнат на некој рит. И тоа е запишано, тоа е врежено во камен, во украински диск се вика каменот. И они кога стигнале таму, едноставно решиле да стигнат на тој брежулја кој што ритче, кој ми изгледал убаво, и ковале мост. И кај ќе одите кај мост Кова, кај што мост Кова. И затоа ден денес и русите, и многу руси изговарат мост Кова. Значи, тој концепт на род,
Родина. Зошто, например, еве сега може некои ќе ме сметаат за ненормален и така натаму, меѓутоа нека се запрашаат. Зошто, да речеме, и арменици го спомнува, и стари историчари, и Херодот, островот Род. А и Херодот. Да. Да, и Херодот. Така, значи, Род, така, Херодот, сега, Родос, грците ли на сцена стават, наставка ос, така, и сега имаме ние ваков ос, такав Александрос. Он се Александрос. И сега Род. Значи, Род е местото каде што живеел народот. А родина е многу по-длабок концепт од татковина. Татковина е само земјата. Ти останало во дедовина. И машки Ти принцип. останало во татковина. Да. Принцип. А родина е машко-женски принцип. Родина е универзален принцип. Родина е над истокот и западот. Родина е како да кажем, во себе содржи фолклорни елементи, содржи етимолошки елементи, родина содржи национални, битови, семејни. Семејството како основна функционална единка го создава зошто? Затоа што имаш семејство од семето твое и потоа тоа се раѓа, формира род поголем, така, и родот кој ќе се народи, формира народ. Србите имаат породица, например, за семејство. Така. Значи, тој концептот на родина е изворен од овдека. Јас не велам не, има родина и во Бугарија, не само во Русија, има родина и во Словачка. Тоа е словенски. Има, да. Меѓутоа, од овде отишол во Бугарија и во Словачка, и во Чешка и во Русија. Инаку, чист македонски концепт. Да, има политичка партија Сме Родина, таа е словачка, и сличен концепт, значи, на нашиот фе, значи, културата, традицијата, историјата и така натаму. Прочитав дел од програмата, дури словачки може и со македонскиот да го разбираш, нели? Сличен е. Они имаат председател на собрание. Имаат нова партија, одлични резултати, токму тоа враќањето на изворните принципи, тоа у суштина е на сите словенски народи. Така. Ово источниот дел што е, и е многу разберлив. Точно тоа ми беше моето. Да, ин е, поентата ин е сега тоа родина, ин е тоа ново е нешто, да се почне нешто ново, меѓутоа да, воедно е ново, меѓутоа и прастаро. Концептот на родина е и прастар. Исто велат, исто имаше во прашањето велат, добро вика, ама, и луѓе во коментари, ама вие немате лидер? Викам, па имаме колективно одлучување, имаме консензус. Ништо не прави. Зошто без лидер на маса да чукне, нема сега. Ја велам не, ние сметаме дека заедно ќе донесеме консензус и што е најдобро, тој што најдобрата идеја ќе води, најдоброто решение тоа ќе поведе. И тие велат, ама тоа е нешто ново. Сега е јавно да кажам, нешто не е ново, туку е прастаро. Значи, македонците зошто имале агора? Што значи агора? Тркалезен плоштад и се собрат него и се вика, ама агора е грчка. Само ти ме кажува гора, на гора, агора, значи ти хајделе на гора се собирале. Така. И не случајно сечеле отсекувале големо дрво. И не случајно тоа дрво многу често било даб, што го носел венецот Филип. Значи го ти секле вака даб е како масава тркалезен ке бил и ке се собирале околу тој тркалезен даб и они имале агора, односно совет на старци. Подоцна таа гора станала витези на тркалезната маса. Да, И така натака, и така натака. И значи, тој концепт на најдобрите да водат, односно да служат, тој е Христов концепт. Нема подали тој Христов. Вика, јас не дојдов, вика да ме слушат, вика, рави учителе, демек, вика, ама ние што да те послушаме, што да те служим. Вика да ме слушат, ја дојдов да служам, да послужам. Значи, најдобрите да бидат први, а првите тие што сакаат да бидат први, да бидат последни. Тоа е концепт. Тоа е концептот. Нема тука ние ништо што топла вода да измислиме, јасно. Кога се договарат, договаравме, го креиравме, тој е колективен концепт. И кога се поставува прашање, па добро, кој ќе биде лидер? И па добро, кој ќе биде лидер? Па народот нека одбере. Народот нека го одбере лидер. За воја на вистината, јас те предложив тебе на првата средба. Да, добро, ние имавме... Не е важно сега кој е прв, да кажем, условно или малку. Дори тој кај нас намерно председавачот, пошто ние имаме председавач, немаме председател, 3 реда му се посветени у статутот, дека води соседниците и дека е официјално лице на партијата, тоа е законска обврска. А инаку целата моќ е во колективното одлучување, каде што председавачот може да го смениш сега у 12 часот, напри некој
кикс голем спротивен пред се на македонските национални интереси, не на личните наши и на статутот на партијата. Ние не може да почитуваме устав ако статут не почитуваме на партија. Како ќе стигнеме до уставот? Тогму така, Ако тоа е ние суштина, статутот не го почитуваме. Како? Па прво си верен на статутот, на тоа што си се договорил со твоите блиски, а после тоа го пренесуваш на целата држава. Сите системи во универзумот функционираат така. Микрониво па иде на големо макрониво. Точно. Значи ние мора да покажеме Тоа е суштина. Организиран систем во организација, викам стално сакаме промени, сакаме Добро, како ќе ги направиме промени? Еве сега ќе излеземе, ќе се обединиме. Добро. Да дојде некој лидер да не поведе. Па каква промена? Сакаме да вратиме име во па за тоа ти треба организација, ти треба структура. Тоа е најтешкиот дел. Ја на сите им посакувам што сакаат да вратат државата, да формираат организација, па да седнеме да видиме како иде сето тоа со многу луѓе да се формира организација. Ако ние не успееме да формираме организација достојна на новото време, луѓе, 2021 година сме, 21 век. Страшно, јако уклучен по некојаш телевизија, одма исклучен, поготово овие македонските, одамна не ги гледам. Условно кажано македонски, тие се превземени од еден странски центар. Значи, имам чувство како да сум некој темен век, темно доба. Такво перење на мозок, такво дефокус, криење на реалноста, на вистината, на новото време. Луѓе на исток се гради, број од активност, од брзи возови, од 5G, 6G, безпилотни летала и така натаму и така натаму. А ние сме заробени, и НАТО нема алтернатива. 3 децени го слушам тоа. И ги гледам, ја мислев дека барем мојве деца нема да видат Чекеринска и сите тие деца на комуњаризмот. И мојве деца се треба да ги трпат тие структури и да живеат во тој ретрограден систем. Тоа е мотивот и на повеќето од нас, не само СДС, тоа се случува и во ДПН. Така. Да бидеме реални и да бидеме искрени. 10 години има време да го променат тој систем. Они само се вклопија. Зашто? Кеш. Парат. И лагодност. Лагодна состојба, Денеска беше актуелно апстењето на еден од идеолозите на таа политика погубна која што ДПМН 10 години ја спроведуваше. Доби 13 годишен затвор, дури неговите довчерашни сопартици испра на брзина раце, испра и од Груевски, за волја на вистината. Вчера конкретно Мицковски побара двајцата бегалци, нели, да одговараат пред органите на правдата. Тоа говори за тој клиентелизм кој што го. А што приметиш? Не бараат, конфискација нема. Тоа е најстрашно, значи аферата со Луи Витонот се спомнува суми боли глава. Нити се најде каде. Тачната нити сумата на парите се врати. Истото се случува сега и со тие нелегални трансакции кои што се правени за кого што конкретно го обвинуваат Мијалков. И можам да кажам дека се прави такво дефокусирање на социјалните медиуми, се представува целава ситуација во Македонија дека е борба помеѓу кланот на Мијалков и кланот на Орце Камчев. Дајте бре луѓе. Дали примети како дојде Мијалков пред обвинителство? Така. А ден претходно комплет цело МВР го бара. Те не може да најде. Не може да го најде, а он доаѓа и новинар го наоѓа и му прави интервју. Па дај бе тоа. А на распит неговата сопруга, неговите деца. Тоа калето нека направи апгрейд малку на Холивуд системот. Мислам веќе овие филмови ги гледаме, смешни се и веќе театар ефтин, да. Строшени, ефтин театар. Прескапа е картата, народот ја плаќа прескапо. Прескапо зашто додека се занимаваме ние со Камчевци, со Мијалковци, Бучковски не продават топтано со. Така сега, ајде да го погледнеме основниот вредносен систем. Дали Бучковски може да биде било што во држава со оглед дека има кривично дело, кое што му застари, знаеме како застарува, за 100 кебапи не застарува. Уставобранителите може ги осудат 250 години, што е еден... Види, тоа е децениска пресметка со македонизмот. Ја како дете уживавме у придобивките на Југославија, но ние не знаевме дека позади тој лагоден живот 100.000 македонци биле гонети за промакедонски идеи.
Ја бев изненаден кога си го прочитав името во Атлантик. Следен и прислушкуван ми е телефонот, мада се осеќа веќе. Така. Ги знаеме системите, се троши батеријата. Причина затоа што... Зашто? Затоа што сме биле за бойкотирање на референдумот, затоа што знаевме дека ќе биде наместен и дека е конструкт повторно на калете и на тие глобални западни интереси. И поради тоа ти го прислушкува телефонот. Што викате демократија? Западна демократија. Не, ве благодарам. И дедо ми ја осети таа западна демократија, и прадедо ми. И ја не сакам на моите деца да живеат во таа западна демократија. И си живеат по македонските вредносни системи, затоа што ние како народ имаме такви дела кои што Западот може да ги сонува. Точно. Концептот на држава е македонски модел. Значи како се организирале? Мене ме интересирал тој концепт, зашто можеле македонците 1000 години држава да имат и во античко време и во средновековието, преку Византија, што така наречена источно. Ромеа. Значи, Империорум Романо. Вредносен систем. Се знае кој може да бидат учители, даскали, а не сега штанцани во западните институти. Се знае кој може да биде духовник, духовен ред. Го селектираат, го препознаваат. Се знае кој може да биде војник, генерал и благородништво. Значи цел концепт по вертикала. Еве полиција, војска, образование, школство, факултети и така натаму. Истиот концепт. Превземен од македонците. Да не зборам за кирилицата, за првиот Свети Климентов универзитет 200 години пред Болоња, ренесансата е во Македонија, уметноста, музиката, све е македонско. Односно наше тукашно, да кажеме белазгиско, словенско, балканско, како сакате, има многу термини. Прото-балканско. И сето тоа ни го нарушуваат сега и резултат на тоа погубно непочитување на таа наша традиционална, значи, организација, организирање на животот е и во црквата, значи духовниците да ти видат малтене исто предавници кои што работат на разнебитување на македонскиот бит и ткиво, и во највисоката институција, научна и академска, МАНУ, за среќа сега последната одлука е во корист најверојатно и таму веќе се разбудуваат луѓето. Значи секаде во војската се деградираше. Комплетно се деградираше. Јас мислам дека тоа иде во насока на она што се прават напори да се луѓето деморализираат. Колку и да сме биле како млади ние против служење на војниот рок, сега самите се признаеме од оваа временска дистанца дека тоа не има направено посилни луѓе, значи да можеме да бидеме концизни, да знаеме како устари всушност функционира еден систем на држава и како се брани таа држава. Денеска младите не само што немаат концепт на заедништво, туку и ајде да не бе обвинат сега овие, нели, групи за права на загрозени, нели, дека уствари се феминизирани машките деца. Тоа е повеќе од очигледно. Тоа е концепт кој што се спроведува, тој е систем длабок и голем, не е случаен и не е наивен. Затоа е тоа укинување на тоа. Не е наивен. Внимавајте, тоа се случува преку храната, уфрлување на хормони, што викаат на момчиња гради им порасна. Чекај како може гради им порасна. И се почесто е тој пример. После имаш образованието. Полека, еве сега се судруваме со тоа трансродовата. Сексуалното образование. Они сега го филуваат, тоа ќе го украсат. Тој концепт не го менуваат. Западот го знае тоа многу давна преку делата на Хајдегер, уште пред 150-60 години, тој предупреди дека натаму се движи светот. Медиумите го прати, инда е тоа. И целиот тој концепт полека преку општествените организации, условно кажано МВО-ата, кои што сите се финансираат од East Center, British ли е, German ли е, USA и така натаму, и го прават како нормален концепт на живење. И тебе ти е сервирано. Реформите во образованието гледаме дека секоја генерација е се послаба и послаба. Значи, зборам за каде ние порано знам ке се случи некои општествени појави, какви часове, 4-ти, 5-ти час, 3-ти час, идеш се собираш, протестираш, се бунтуваш и така натаму. Значи, све е испеглано да се случи таа
тоа е инсталирање на инароден систем кој што воопшто не е компатибилен и ќе не умре. Односно ќе исчезнеме како народ. Сега здраво мислички единки, обврска име, не е тоа да кажеме сакам, не сакам. Не е таа позиција. Обврска ти е да си го одбраниш народот. Ако тоа не го направиш, последиците се страшни. Немој после да кукаш и да плачеш. Така. Кога ќе дојде на твоја врата, кога ќе бидеш сам и ќе викаш помош и нема да има кој да ти помогне, немој да кукаш. Значи, мора ние за да направиме тоа и таа наша просветителска дејност. Да. Значи ние мора од себе да тргнеме. Луѓе ние нема што ние сме се собрале тројца сега, филозофираме во суштина и така натаму, ако не произведеме, предизвикаме општествени промени, ако не предизвикаме нашите древни, универзални вредносни системи да ги вратиме, ние како и сите вас, полека ќе заминуваме во историјата, што може една мала група да направи. Ја ова го сваќам како обврска. Затоа што до 6 саат сме на работа, имаме работни обврски, рани ме усти и полесно ми е да одморам дома, отколку дополнителен... Не сме професионални политичари, па некои си... Отколку дополнителни ангажмани, финансира да не финансира. Директно повлијат и на здравјето на човекот и така натаму и така натаму. Значи мора еднаш да сватиме дека промените исклучиво почнуваат од јас. Самите себе. Јас. Кога такви промени ќе предизвикаме кај 3 до 5%, не е тоа 100%, не мора кај 100% се предизвикат, кои ќе се кај 3 до 5% точка. Значи почнува промената во општеството и се ствара една нова сила која што ќе го поведе општеството во вистински правец. Значи рушењето на војска, полиција, образование, економија и така натаму. Тој што сака да не владе, ги спроведе обратните системи. Ако си приметил тие речињата, стално ги ставаат вака. Значи обратните системи на вредности, значи по негативна селекција се селектирани и ти се уришуваш систем, ја вика не бе бива. Чекај бе. Како го инсталиравте Зоран Заев? Ако немаше помош од големите служби, ако немаше помош од британска влада, германска, американска, ако немаше медиумска поддршка, тие инженери за социјален инженеринг, ако немаше шарена револуција, државен удар и така натаму, никој што не може да биде премиер, затоа што нема капацитет. Реално да ги се гледува.